Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница. Јас сум Весна Живалјевиќ, професор по предметот бизнис во Средното училиште на град Скопје Владо Тасевски. Денешната наставна единица за која што ќе зборуваме е улогата и значењето на бизнисот во пазарната економија. Целите кои што треба да ги постигнеме на овој час се: да го дефинираме поимот бизнис и да го објасниме неговото значење во пазарната економија. Да објасниме што е тоа бруто домашен производ, да се анализира взаимната поврзаност помеѓу бизнисот и потрошувачката. Од вас очекувам на крајот од овој наставен час да можете сами да го објасните поимот бизнис преку примери од реалниот живот, да образложите што е тоа бруто домашен производ и да ги поврзате бизнисот и потрошувачката. На почетокот едно прашање упатено до вас. Кои автомобилски компании први ви паѓаат на памет кога ќе се спомене автомобилската индустрија? Тука можете да го стопирате видеото и да наброите некои од нив. Веројатно и сами наброивте неколку од овие автомобилски компании како што се Мерцедес, Ауди, Ламборџини, Тојота и голем број други. Една од главните карактеристики на овие автомобилски компании е тоа што функционираат на светскиот пазар повеќе од 100 години, постојат како големи компании и бавно донесуваат покрупни промени во своето работење. За разлика од нив, Римац Автомобили е релативно млада автомобилска компанија формирана во 2009 година од страна на Мате Римац во близина на Загреб, Хрватска. Во 2012 година започнал да го произведува прототипот на својот прв електричен спортски автомобил Concept One. Самиот со овој прототип се појавил на сајмот во Франкфурт и при тоа привлекол бројни инвеститори. Во 2013 година неговата земја, Хрватска, за прв пат се појавила како производител и извозник на своји автомобили. Во 2017 година Мате Римац ја добил наградата за најдобар предприемач во рамките на Европската Унија и истата година кинеската компанија Camel Group инвестирала 3 милиони евра во Римац Автомобили. Во 2017 година најголемите автомобилски гиганти Hyundai и Kia инвестирале 80 милиони евра во Римац Автомобили. Денес ова е компанија која што има повеќе од 600 вработени и која го произведува својот модел на C2 брз, супердинамичен електричен спортски автомобил. Ви го посочувам да го погледнете неговиот вебсайт Римац Автомобили. А сега неколку прашања до вас. Што го поттикнало Мате Римац да започне собствен бизнис? Каква промена направил тој во економијата на својата земја? Обиди се преку интернет истражување да ја откриеш цената на неговиот електричен автомобил C2. Во однос на првото прашање, веројатно и самите сваќате дека визијата на Мате Римац дека електричните автомобили ќе бидат автомобили на иднината го поттикнала да го започне собствениот бизнис. Во тоа време, тоа била компанија која што ја формирал само еден млад човек, а денеска тоа е компанија која што има повеќе од 600 вработени и бројни инвеститори. Од тука ве прашувам, дали можеме да дефинираме што е тоа бизнис? Бизнисот можеме да го дефинираме како организиран напор
на поединец или група на луѓе да произведат и продадат добра и услуги за да задоволат одредени желби и потреби, а при тоа да остварат профит. Веројатно се прашувате што е тоа профит. Дали можеби го знаете одговорот на ова прашање? Профитот представува разлика помеѓу вкупните остварени приходи на компанијата и вкупно остварените трошоци. Тоа значи дека кога предпријатието остварува профит, тој има позитивен финансиски резултат, односно предпријатието всушност остварува добивка. Кој е значењето на бизнисот? Бизнисите нудат нови производи и услуги на пазарот. Тоа значи дека со своите производи задоволуваат одредени човекови потреби. Користат современи технолошки процеси во своето работење, ја зголемуваат вработеноста во земјата, ги подобруваат условите за живот, тоест влијаат врз зголемување на животниот стандард на населението, ја зголемуваат конкуренцијата на пазарот и го поттикнуваат економскиот раст и развој на земјата, кој се мери преку бруто домашниот производ. Веројатно и досега сте се прашале што се подразбира под поимот бруто домашен производ. Бруто домашниот производ, BDP, или на англиски Gross Domestic Product, GDP, се дефинира како вкупната пазарна вредност на сите произведени финални добра и услуги во една земја во одреден период. Вообичаено тоа е една година. На страната на Светската банка можете да го видите движењето на бруто домашниот производ за секоја земја поединечно или да направите споредба од неколку земји. Нашата земја има бруто домашен производ од 12 милиарди долари. Бугарија има бруто домашен производ од 65 милиарди долари, Словенија 54, Србија 50, Албанија 15 милиарди и Црна Гора 5 милиарди долари бруто домашен производ. Ако ја земеме за пример Словенија, земја која што има приближно иста територија како нашата, која што има ист број на жители како нас, ќе видиме дека нејзиниот бруто домашен производ е 4,5 пати поголем од бруто домашниот производ на нашата земја. Прашањата кои ги упатувам до вас се: размислете на кој начин нашата земја би можела да го зголеми бруто домашниот производ во иднина. Дали таа иницијатива за бруто домашниот производ треба да произлезе од банките преку повеќе одобрени кредити за разни бизниси, дали тоа треба да бидат странски инвестиции во земјата, или пак е потребна државна интервенција од владата, а можеби и сето ова заедно. Факт е дека бизнисите се тие кои ја поттикнуваат потрошувачката и обратно, потрошувачката е таа која што ги поттикнува бизнисите. Постојат три вида на потрошувачка. Инвестициска потрошувачка. Тоа е вид на потрошувачка на бизнисите, кај која што самите бизниси трошат инвестициски добра, како што се згради, машини, опрема и друго во своето работење. На овој начин, бизнисите, купувајќи и продавајќи меѓусебно, ја воспоставуваат и развиваат меѓусебната соработка. Вториот вид на потрошувачка е јавната потрошувачка. Тоа е потрошувачка на државата, која преку буџетот купува финални добра и услуги од бизнисите, со што го стимулира нивниот раст и развој. И потрошувачка на домаќинствата, ова е нашето постојано купување на храна, облека, обувки, козметика, со која ние ги задоволуваме нашите лични, односно индивидуални потреби.
Таа е многу значајна економска категорија, бидејќи ги поттикнува бизнисите да започнат ново производство. Заклучокот кој што можеме да го донесеме е следниот. Без производство нема потрошувачка. И обратно, без потрошувачка нема производство. Зошто? Ако немаме производство, не може да имаме потрошувачка, бидејќи не можеме да потрошиме нешто што не е произведено. И обратно, без потрошувачка не може да има производство, бидејќи најпрвин треба да се продадат производите кои што веќе се креирани, кои што веќе се резултат на некаков производствен процес, за да може со добиените финансиски средства да се купат нови суровини, нови материјали и да се започнат нови производствени циклуси. Пред вас е една табела во која што ќе треба да ја пополните третата колона, односно оствареното штедење. Според едно истражување кое е спроведено кај група на купувачи, добиени се одредени резултати за нивниот расположив доход и личната потрошувачка на месечно ниво. Она што треба да го направите е да го пресметате нивното штедење. Откако ќе ја пополните табелата, веројатно ќе забележите дека како се зголемува расположивиот доход, така се зголемува и личната потрошувачка, но и можностите за штедење во рамките на едно семејство. На крај, користејќи ја техниката клучни зборови, можеме да повториме кои зборови ги слушнавме, научивме и запаметивме на денешниот час. Тоа е поимот бизнис, бруто домашен производ. Научивме која е инвестицијската потрошувачка, која е јавна потрошувачка и лична потрошувачка. За домашна задача направете истражување за некој успешен бизнис кој функционира во истата струка која ја изучувате вие. Тоа може да биде сообраќајот, градежништвото, електротехниката, здравството, земјоделството и така натаму. Потоа, обидете се да ги откриете најзначајните донесени одлуки во рамките на оваа компанија кои битно влијаеле врз нивниот успешен раст и развој.